Гласањето на дијаспората останува главен проблем во измените на изборниот закон. Денес лидерот на СДСМ Венко Филипче предложи работна и експертска група да најде решение за проблемот. Сериозно може да се доведе до прашање легитимност на било кој следни избори, а тоа е несоодветен начин на гласање, многу поинаков од тоа што е сега на дијаспората, е уште еден доказ дека нив Европа навистина не ги интересира. Спремни сме и секогаш ја поддржуваме европската агенда, но не по цена. ВМРО да протне механизам со кој што можат утре да ги крадат изборите. Ако го тргнат членот, во кој што се менува до сегашниот начин на гласање на дијаспората и да се согласат, еве дека се формира работна група, која што доколку треба може да разговара за некој начин соодветен како поинако би гласала дијаспората, да им се олесни на тие луѓе, но не со примери какви што во Европа до сега не функционирале. Од друга страна, Мицковски за предлогот на Филипче вели дека е изговор, бидејќи речиси ниту една работна група до сега не решила проблем како што треба. Моето искуство и во животот и во политиката вели дека ако сакате некоја работа да не се заврши, тогаш формирајте група или комисија и тогаш работата сигурно нема да добие онаков тек како што треба да добие. Предпоставувам таа е целта на СДСМ. Тие 4 месеци работеа во парламентот, се договара, преговара и наеднаш кога сватија дека треба да сработат нешто, тогаш заедно со другата политичка партија во опозицијата Левица одлучија да го блокираат овој процес под изговор да не им се дозволело на дијаспората да гласа затоа што на тој начин ќе биле украдени изборите. Мицковски и денес го повтори ставот на владеачкото мнозинство. Вие во опозицијата договорите, себе ангажирате експерти, работете, правете што ќе правите, усогласете текст, донесете него текстот во кој што ќе биде вклучена и методологија како би гласала дијаспората поинтензивно, ние без да го проверуваме веднаш ќе го поддржиме. Ни тоа не го направија. Така што еве, по-коректен, ние камоли ние кога бевме во опозиција да имавме ваква влада која што ќе ни оставаше бланко простор за да можеме да поднесуваме решение.